Еве еден цитат од Алберт Ајнштајн. Ништо не се случува се додека нешто не се помести. Што мислиш дека сакал да каже Ајнштајн со ова? Во ова видео ќе дискутираме за тоа што е инерција, на што таа влијае и што влијае на инерцијата. Инерција е отпорот кон промена на движењето. Така еден објект што е во мирување останува во мирување, а објект што се движи останува во движење со иста брзина, освен ако на него не дејствува неурамнотежена сила. Инерција е причината заради која чувствуваш нагло движење при кочење во автомобил. Твоето тело се обидува да продолжи да се движи напред, но сигурносниот појас применува сила која те забавува. Инерција е отпорот кон промената на брзината. Може да ја демонстрираме инерцијата со примена на следниот експеримент. Се што е потребно е чаша со вода, паричка и парче картон. Кога картонот ќе се повлече, паричката паѓа во чашата. Ова е бидејќи инерцијата на паричката ја одржува незината состојба на мирување. Се додека нема големо триење помеѓу картонот и паричката, паричката ќе падне во чашата како резултат на гравитацијата. Заради истата причина, чиниите остануваат на место кога магионичарот ќе го повлече чаршавот од масата. Инерцијата на едно тело зависи од неговата маса. Поголема маса значи поголема инерција. За да се промени движењето на тело со поголема инерција, потребна е поголема резултантна сила. Например, за која од овие колички ќе биде потребна поголема сила за да се придвижи или запре? Или пак да ја смени насоката на движење? Точно, за количката со поголема маса ќе биде потребна поголема сила. Слично нешто се случува ако се наоѓаш во автомобил кој врти на остра кривина. Ти изгледа како нешто да те турка нанадвор, но всушност тоа е твојата инерција која се спротивставува на промената на насоката на движење. Автомобилот се движи во оваа насока. Ова е местото каде што би биле во отсуство на сила, бидејќи во тој случај би продолжиле со иста брзина во иста насока. Триењето помеѓу гумите на автомобилот и патот применува сила која му овозможува на автомобилот да ја смени насоката. Автомобилот го променува твоето движење, но имаш впечаток како да те турка нанадвор. Инерцијалната маса е мерка за тоа колку е тешко да се смени брзината на едно тело. Колку е поголема инерцијалната маса, толку е поголема силата потребна за да се постигне одредено забрзување. Силата е еднаква на производот од масата и забрзувањето. Например, ќе биде потребна многу поголема сила за да се фрли ѓуле со иста брзина како тениско топче. Ова е бидејќи ѓулето има многу поголема инерцијална маса. Дали е инерцијата корисна на некој начин? Може да ја примениме инерцијата во механички уреди, например, за затегнување на сигурносните појаси во автомобилите и во сеизмометрите кои ги детектираат и снимаат земјотресите. Ова е едноставен уред кој содржи обесен тег, поврзан со сензор, обична хартија и пенкало, како што е прикажано овде. Кога има тресење, например во хоризонтална рамнина, целиот уред и прикачената хартија ќе се движат лево-десно. Но тегот, како резултат на неговата инерција, нема да се придвижи. На тој начин, пенкалото ќе се движи преку хартијата, оставајќи трага, која ќе ги евидентира интензитетот на тресењето и неговото времетраење. Значи, што мислел Ајнштајн кога рекол ништо не се случува се додека нешто не се помести? Тој зборувал за инерција. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.